ова издание. Денес состанок Бајден-Путин. Главно прашање намерата на Русија во Украина. Сад може да се заканат со економски санкции доколку се случи руска инвазија. Сад се сеќаваат на Перл Харбор. Денес се одбележуваат 80 години од нападот врз американската пацифичка флота. Германија утре ќе има нова влада, откако 3 партии се согласија да формираат коалиција, отстранувајќи го владеачкиот Демохристијански сојуз на канцеларката Ангела Меркел. Поздрав до сите што не гледаат. Ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Председателот на САД Џо Бајден и рускиот председател Владимир Путин денес имаат виртуелна средба по распоредувањето на илјадници руски војници на границата со Украина. Бајден се очекува да се закани со економски санкции, доколку Русија изврши инвазија врз Украина. Сите детали од средбата ќе може да ги најдете на нашата веб страница. А пред денешната средба, Бајден утрово го посети споменикот на Втората светска војна во центарот на Вашингтон, за да одбележи 80 години од нападот на Перл Харбор од страна на Јапонија, како и да му даде почит на починатиот сенатор и воен ветеран Роберт Дол. Бајден беше во придружба на првата дама Џил Бајден. Тие положија цвеќе рано утринава пред 7:30 часот локално време. А Германија утре ќе добие нова влада. Канцеларската функција ќе преземе Олаф Шолц откако беше потпишан коалицијскиот договор меѓу 3 партии. Прв тест за новата влада во однос на надворешната политика ќе биде Русија, која распоредува десетици илјади трупи на источните граници на Европа. Нова влада за Германија, нова ера за европската најголема економија. 2 месеци по изборите, социјалдемократите на чело со Олаф Шолц, идниот германски канцелар, се согласија да ја предводат владината коалиција, заедно со Зелените и Слободни демократи. Шолц се заложи да ги зајакне германските сојузништва. Нашите партнерства со Франција, САД и заложбата за мир и просперитет во светот се столбови на кои се базира нашата надворешна политика. Мирот изгледа доста нестабилен на источните граници на Европа. Русија распореди околу 90.000 војници заедно со воена опрема во близина на границата со Украина и продолжува да ги поддржува сепаратистичките бунтовници во украинскиот регион Донецк. Канцеларката во заминување Ангела Меркел предупреди на потешки санкции. Каква било на тамошна агресија против суверенитетот на Украина ќе има висока цена. Тоа е тотално јасно. Русија ја поддржува Белорусија, која пак Европа ја обвинува за фабрикување на мигрантската криза на границата со Полска. Прашањето е како новата германска влада ќе се соочи со овие безбедносни ризици. Коалициониот договор од 177 страници нотира цврста германска поддршка за НАТО, како основа на европската безбедност. Интересно е што има силна реторика за поддршка на цивилното општество во Русија и борба против автократските предизвици што доаѓаат од таму. Тука дефинитивно ќе се види влијанието на Зелената партија која влезе во коалицијата. Лидерката на Зелената партија, Аналена Баербок, ќе биде идната министерка за надворешни работи на Германија. Прва голема одлука ќе биде да го одобри почетокот на гасоводот Северен Тек, што ги поврзува Русија и Германија. Критичарите стравуваат дека овој проект ќе се користи за уцена на Европа. САД неодамна ги зајакнаа санкциите за руски компании вклучени во изградбата на гасоводот. Шолц смета дека Германија мора да биде подготвена за нов светски поредок. Светот ќе се промени, ќе стане мултиполарен, што значи дека ќе има многу силни држави кои ќе имаат влијание врз случувањата во иднина. За сега фокусот на новата влада ќе биде справување со пандемијата на коронавирус дома. Бројот на смртни случаи веќе надмина 100.000, додека новата коалиција се подготвува да ја превземе власта во декември. 80 лица биле убиени годинава во камп во североисточна Сирија, каде се држат жени и деца на борци на Исламската држава. Ни беше кажано да не влегуваме на овој пазар во Ал-Хол, притворен центар во североисточна Сирија, каде се затворени десетици жени и деца на поразените борци на Исламската држава.
Властите велат дека некои од екстремистичките семејства овде се вооружени и има 79 убиства досега годинава. Тие се сомневаат дека милитантите шверцуваат оружје и од тие убиствата најчесто се казни, спроведени од самопрогласената верска полиција на Исламската држава внатре во кампот. И покрај безбедносните операции против Исламската држава во и околу Ал-Хол, се уште има месечни убиства, според сириските демократски сили, предводени од курдите, кои го управуваат кампот. Пред неколку дена новинари отидоа во кампот и децата на Исламската држава фрлија камења кон нив. Жените на Исламската држава ги применуваат законите на ИСИС, а оние што ги прекршуваат се убивани. Повеќето од притворените жени и деца се од Сирија или Ирак, но има и жени од 57 други држави. Обединетите нации ги повика овие држави да ги депортираат нивните државјани од Ал-Хол и Ал-Рош, друг притворен центар за жени и деца во североисточна Сирија, кои се поврзани со Исламската држава. Ал-Рош се смета за помалку екстремистички и помалку насилен, но дури и тука децата фрлаат камења и стаклени шишиња кон странските посетители. 16 засолништа беа запалени минатиот месец. Жените во Ал-Рош, кои избираат да зборат со новинарите, имаат една порака. Сакаат да си одат дома. Не сакам други да ја направат мојата грешка и да дојдат во Сирија. Јас дојдов тука и ги донесов децата, од кои некои беа убиени. Жалам премногу. Се уште се надевам дека ќе може да одам во Франција и моите деца ќе имаат иднина. Кога не беа снимани, жените во Ал-Хол зборуваа за екстремните услови за живење, жалејки се дека момчињата на возраст од 12 до 14 години се одземаат од мајките и се чуваат на друго место во обид да ги сменат нивните радикални погледи. Повеќето од жените и децата во овие кампови се предадоа во 2019 година, кога Исламската држава ја изгуби последната територија по години контрола во Ирак и Сирија. Од тогаш локалните власти побараа помош од меѓународната заедница, велејќи дека камповите и другите центри за претворање на мажи, жени и деца, кои не се осудени, се темпирани бомби на екстремизам. А виртуелната реалност, која најмногу е популарна во онлайн игрите, се почесто се употребува и при медитации. Веќе постои специјална апликација наречена Trip. Еве како функционира. Со сите можности што денеска ги нуди технологијата, може да биде тешко да се смират мислите преку медитација, но нова апликација за виртуелна реалност, наречена Trip, би можела да им помогне на корисниците да го сторат тоа. Работам во индустријата за видеоигри долго време и мојот интерес за технологијата навистина почна преку играње игри. Ривс, која научила медитација од терапевт, вели дека била инспирирана да креира апликација за грижа за менталното здравје преку користење виртуелна реалност, откако психички се почувствувала подобро, пробувајќи очила на Facebook за виртуелна реалност. Незината компанија нуди посебно VR искуство со аниматори и инженери на звук, кои ги позајмуваат своите таленти за ова. Главната понуда на апликацијата се патувања кои им помагаат на корисниците да се фокусираат на длабока насочена медитација. Наместо да им кажуваме да вдишуваат и издишуваат, ние всушност ги позиционираме така што кога ќе издишат звучи поблизу до нивната уста, од која излегуваат кристали. Апликацијата нуди преку 30 виртуелни средини, видеа од 360 степени и анимирана графика. Има и аудио, кое произведува звуци на различни фреквенции за двете уши, сензација што Ривс вели дека помага при стрес и анксиозност. Но целта на апликацијата е да ги насочи корисниците како да се смират, а не да ги замени практиките на традиционалната медитација, додава таа. Притам, Тара, инструкторка по јога и надлежна за маркетинг на апликацијата, вели дека и луѓе што никогаш претходно не медитирале, биле заинтересирани за апликацијата. Навистина има поголем интерес кај оние кои што се заинтересирани за игри и технологија, оти тие ги користат овие уреди. Ова е брз начин да се анимирате себе си во сегашноста, дури ако се работи за виртуелна реалност. Со оваа информација ги завршуваме денешните вести. Пријатно до утре!
З'явимося. Є. Та, лишаю, вже 5 хвилин лишилося. Та 5 хвилин уже лишилося, я може на зв'язку буду вже тоді. Дякую. Є, я розумію, там. Вони, просто у нас багато зараз включені, вони поставили от саме в, знаєш, в 18:45. Окей. Can we ask them if they can put me on a bird now? Is it too much to ask, Phil? Can we ask them if they can possibly put me on a bird now, on a satellite now?